Во името на Бога, Семилосниот, Милостивиот, на луѓето им се ближи часот на полагањето на нивната сметка, а тие безгрижни не внимаваат на тоа. И не им доаѓа ниту една нова опомена од Господарот нивен, на која слушајќи ја не и се подсмеваат со расеани срца, а зосорниците шепотат: дали е овој нешто друго освен човек како и вие? Зарем ќе следите магијата, а гледате дека е? Господарот мој знае, рече тој, што се зборува на небото и на земјата. Тој се слуша и се знае. Тие дури и велат, тоа се само збунети соништа. Тој го измислува Куранот, тој е поет, нека ни донесе некакво чудо како и претходните пратеници. Ниту еден град кој ние пред нив сме го уништиле не поверува во ова чудо, па зарем овие ќе поверуваат и пред тебе само луѓе праќавме на кои што им објавуваме. Затоа прашајте ги учените луѓе ако вие не знаете. Ние не сме ги создали како тела кои живеат без храна, ниту пак тие беа безсмртни. Потоа ветувањето им го исполнувавме, и нив и тие кои сакавме, ги спасувавме, а тие што негира ги уништувавме. Ние ви ја објавуваме книгата во која што е славата ваша, па зошто не се опаметите? А колку насилнички населби имаше кои ние ги уништивме и по кои други народи подигнавме? А штом силата наша ќе почувствува, од нив ќе се разбегаа. Не бегајте, вратете се на оживањата ваши и на домовите ваши, можеби некој нешто ќе ве праша. Тешко нам ќе велја, ние навистина бевме насилници. И ќе лелека, така се додека не ги направевме како жито пожнеано, неподвижни. Ние не ги создадовме небото и земјата и тоа што е меѓу нив за забава. Да сакавме да се забавуваме, ќе се забавувавме така како што ни дорикува, но ние тоа не го правиме. Туку со вистината ја потиснуваме лагата, вистината ја гуши и лагата исчезнува, а тешко вам поради тоа што за него го изнесувате. Негово е тоа што е на небесата и на земјата, а тие што се кај него не одбиваат да му бидат покорни и не се заморуваат. Го слават и ноќе и дење, не се истоштуваат. Зарем киповите кои тие од земја ги прават, ќе ги оживеат мртвите? Да управуваат други богови со земјата и небесата, а не Господ, ќе се побркаа. Па нека е возвишен Бог, Господарот на аршот, од тоа што му го припишуваат. Тој нема да биде прашан за тоа што го прави, а тие ќе бидат прашани. Зарем покрај него да земаат други богови? Каже му Мухамеде, дајте го вашиот доказ. Овој Куран е опомена, а и претходните книги се опомена за тие што биле пред мене. Меѓутоа повеќето од нив не ја знаат вистината, па се вртат. Пред тебе ниту еден пратеник не испративме, а да не му објавевме. Нема Бог освен мене, затоа мене обожувајте ме. Тие велат, Семилосниот си зел дете, возвишен нека е тој, а ангелите се само робови почитувани. Тие не зборуваат се додека тој не им одобри и постапуваат така како што тој ќе им нареди. Тој знае што правели и што ќе прават, и тие ќе се заземаат само за тој од кого тој ќе биде задоволен, а и тие самите од страв кон него се плашат. А ако некој од нив би рекол, јас сум освен него, Бог, би го казниле со пекол, бидејќи ние така ги казнуваме насилниците. Зарем не знаат неверниците дека небесата и земјата беа една целина, па ние ги распарчивме и дека ние од вода се живо создаваме, па зарем нема да веруваат? Ние по земјата неподвижни планини разместивме за таа да не ги потресува, па по нив премини и пати ги направивме за тие да стигнуваат каде што сакаат, а небото го направивме заштитен свод, а тие од неговите знаци се вртат. И тој е тој што ги создаде ноќта и денот, и сонцето и месечината, и сите тие во вселената пловат. И ние ниту на еден човек пред тебе не му дадовме вечност. Ако ти умреш, зарем тие довека ќе живеат? Секој живо суштество смртта ќе ја вкуси. Ние ве ставаме на искушение и во добро и во зло, и нам ќе ни се вратите. Кога неверниците ќе те здогледаат, само ти смејуваат. Дали е тоа тој што вашите божества ги хули? Човекот е создаден да брза, ќе ви ги покажам јас вам доказите своји, затоа не ме брзајте. Тие велат, кога веќе еднаш ќе биде тоа ветување, ако вистината ја говорите, а да знаат неверниците дека тогаш нема да може да го оттргнат огнот од лицата своји и грбовите своји, и дека никој нема да може да им пружи помош, туку дека ненадејно ќе им дојде и ќе ги изненади, и дека нема да може да го спречат, и дека нема време да им се даде. И пред тебе пратениците ги смеваа, па тие кои им се исмејуваа ги стигна токму тоа зашто се исмејуваа.
Кажи, кој освен семилосниот, ноќе и дење ќе ве штити? Никој, но сепак тие од опомената на Господарот свој се вртат. Зарем нивните божества, а не ние, ќе ги одбранат? Та тие самите себе си не може да си помогнат и никој од нашата казна не ќе може под закрила да ги земе. Ние на овие, а и на предците нивни им дадовме да уживаат се додека животите им траеа. А зарем тие не гледаат дека ние во земјата нивна доаѓаме и дека од краевите нивни ја намалуваме? Па како тие би биле победници? Кажи, јас ве опоменувам со објавата, но глувите не слушаат повик кога биваат опоменувани. А само делче од казната на Господарот твој ги допре, сигурно ќе повикаат: тешко нас, на вистина самите на себе си неправда си сторивме. Ние на судниот ден терезиите на правдата ќе ги поставиме, па никому неправда нема да му биде направена. Ако нешто биде тешко дури и колку зрно синап, ние за тоа ќе казниме или ќе наградиме. А доста е тоа што ние за сметките ќе испрашуваме. Ние на Мојсей и на Арон им дадовме фуркан, светло и опомена за богобојазните, за тие кои од Господарот свој ќе стравуваат и кога никој не ги гледа, и кои од часот на оживувањето ќе стравуваат. И ова е благословената опомена која ја објавуваме, па зарем вие да ја негирате? Ние уште претходно на Аврам разумност му дадовме и добро го познававме. Кога тој на својот татко и на својот народ им рече: какви се овие кипови кои дење и ноќе ги обожувате? Тие одговорија: и нашите предци ги обожуваа. И вие сте, а и предците ваши беа во очигледна заблуда, рече. Го зборуваш ли тоа сериозно или само се шегуваш? Запрашаа тие. Не, рече, Господарот ваш е Господар на небесата и на земјата. Тој нив ги создал и јас сум ви сведок за тоа. Се колнам во Господ, јас на вистина на вашите кипови ќе им наштетам откако ги содалечите. И тој ги испокрчи во парчиња, освен најголемиот, за нему да му се обратат. Кој им го стори ова на боговите наши? Повикаа тие. Тој на вистина е насилник. Чувме едно момче како зборува против нив, рекоа името му е Аврам. Донесете го луѓето да го видат, рекоа, за да посведочат. Дали ти го стори ова со боговите наши, о Авраме? Запрашаа. Тоа го стори најголемиот од нив, прашајте ги ако знаат да зборуваат, рече тој. И тие се прибраа, па самите си рекоа: вие сте навистина насилници. Потоа главите ги наведнаа и рекоа: ти знаеш дека тие не зборуваат. Па зошто тогаш наместо Господ ги обожувате тие кои не можат да ви користат ниту од вас некаква штета да отстранат? Запраша тој. Тешко вам и на тие кои наместо Господ ги обожувате, зошто не се опаметите? Запалете го и на боговите ваши помогнете им. Ако сакате тоа да го направите, повикаа: о, огну! Рековме ние: стани ладен и спас за Аврам. И сакаа да му сковаат завера, но ние ги направивме најголеми гупитници и го спасивме и него и Лот во земјата која за луѓето ја благословивме. И му го подаривме Исак и Јаков како внук. И сите ги направивме добри и ги направивме водачи за да упатуваат според заповедта наша и им објавивме да прават добри дела и молитвата да извршуваат и милостина да даваат и само нас не обожуваа. И на Лот мудрост и знаење му дадовме и од градот во кој жителите негови одвратни работи правеа го изведовме. Тоа навистина беше народ развратен и зол, и во милоста наша го внесовме, тој е навистина од добрите. И спомни го Ное, кога во давнешно време повика, па му се одзвавме, и него и неговото семејство од голема казна ги спасивме. И од народот кој невистинито ги сметаше доказите наши, го заштитивме. Тоа беа лоши луѓе, па сите ги потопивме. И спомни ги Давид и Соломон, кога судеа за посевот што во ноќта нечии овци го испасле. И ние бевме сведоци на судењето нивно, и направивме Соломон да проникне во тоа, а на двајцата мудрост и знаење им дадовме. И ги починивме планините и птиците да со Давид на Господ да му заблагодаруваат. Ние бевме кадарни тоа да го направиме. И го научивме да изработува панцири за вас, за да ве штитат во борбата со непријателот. Па зошто не сте благодарни? А на Сулејман силен ветер му подчинивме, по негова заповед дуваше кон земјата која ја благословивме. А ние се добро знаеме. И демони некои заради него да нуркаат, а правеа и други работи, и над нив ние бдееме. И на Јов, кога Господарот свој го повика: мене неволја ме снајде, а ти си од милостивите најмилостивиот. Му се одзвавме и неволјата која го снајде му ја тргнавме и му го вративме со милоста наша семејството негово и со нив уште толку, и да им биде поука на тие што нам ни се покорни.
И спомни ги Исмаил и Идрис и Зулкифл, а сите тие беа трпеливи. И ги внесовме во милоста наша, тие навистина беа меѓу добрите. И спомни го Зуннун, кога гневен отиде и помисли дека нема да го смртиме, па потоа во темнините тажно замоли: нема Бог освен тебе, славен си, јас навистина бев од тие што си сторија насилство. Па му се одзвавме и од тешкотијата го спасивме. Ете така ние ги спасуваме верниците. И спомни го Захарија, кога го повика Господарот свој: Господару мој, не оставај ме сам, а ти си најдобриот наследник. Па ние му се одзвавме и му го подаривме Јахја и му ја излечивме жената. Тие се трудеа што повеќе добри дела да направат и ни се молеа и во надеж и во страв, и кон нас беа понизни. А спомнија и таа што ја сочува действеноста своја, во неа живот вдахнавме и неа и синот неизин доказ за светот ги направивме. Навистина оваа ваша вера е една вера, а јас сум ваш Господар, па мене обожувајте ме. И тие меѓу себе во верата се разделија, а сите нам ќе ни се вратат. Кој ќе прави добри дела, а при тоа ќе биде и верник, трудот нема да му биде лишен од награда, бидејќи ние сигурно сме го забележале. А не е допуштено жителите на кој бидо град, кој ние сме го уништиле, да се вратат. И кога ќе се отворат Гог и Магог, и кога ни сите стрмнини и тајки ќе се спуштаат, и ќе се приближи вистинската закана, тогаш погледите на верниците ќе се вкочанат. Тешко нас, ние кон ова рамнодушни бевме, ние самите себе си неправда си сторивме. И вие и тие кои покрај Господ ги обожувате, ќе бидат гори во джехеннемот, а во него навистина ќе влезете. Тие да се богови не би влегле во него, и сите во него вечно ќе простојуваат. Во него прегушено ќе издишуваат, во него ништо радосно нема да чујат. А на тие на кои уште преткон убава награда им ветивме, тие од него далеко ќе бидат. Бучењето негово нема да го чујат и вечно во тоа што душите им го посакуваат ќе уживаат. Нема да ги загрижува најголемиот ужас, ниту ангелите ќе ги дочекаат. Еве, ова е вашиот ден, ветен на вас. Тој ден кога ќе ги свиткаме небесата како што се свиткува лист хартија, така како што првиот пат од ништо создадовме, така повторно од ништо ќе создадеме. Тоа е ветувањето наше, ние навистина тоа ќе го сториме. Ние во Зебурот, по помената, напишавме дека земјата моите добри робови ќе ја наследат. Во ова навистина има порака за луѓето кои го обожуваат Господ, а тебе само како милост на световите те пративме. Кажи Мухамед, мене ми се објавува дека вашиот Бог е еден Бог, па само нему бидете му предани. А ако тие се свртат, ти кажи: јас сите вас без разлика ве опоменав, а не знам дали е близко или далеко тоа што ви се ветува. Тој ги знае гласно изговорените зборови, го знае и тоа што го криете, а јас не знам да не ви е тоа искушение и пружање, уживање уште за известно време. Господару мој, пресуди така како што заслужиле, рече тој, а Господарот наш, всемилосниот, е тој кај кого треба да се бара помош против тоа што вие го изнесувате. Во името на Бог, всемилосниот, милостивиот. О, луѓе, плашете се од Господарот свој. Навистина, кога крајот на светот ќе настапи, потресот ќе биде големо случување. На денот кога ќе го видите вие, секоја доилка, тоа што го дои, ќе го заборави, а секоја трудница својот плод ќе го изгуби и ти ќе ги видиш луѓето пијани, а тие нема да бидат пијани, туку Господовата казна ќе биде жестока. Има луѓе кои без никакво знаење се препираат за Господ и кои го следат секој непокорен шејтан. За него е веќе одредено дека секој што за заштитник ќе го земе, на погрешниот пат ќе го заведе и во страдањето огнено ќе го однесе. О, луѓе, ако се сомневате во проживувањето, па ние ве создаваме од земја, потоа од капка семе, потоа од грудка крв, потоа од парче месо, обликувано и необликувано, за да ви објасниме, а во матките задржуваме што сакаме, до рокот одреден. Потоа правиме како доенчиња да се раѓате и потоа до потполна развиеност да израснете. Едни од вас умираат, а други длабока старост доживуваат. За откако знаел да не знае ништо, и ти видија земјата како е замрена,
но кога дожд ке спуштиме на неа, таа потреперува и набабрува, и од неа никнуваат секакви прекрасни растенија. Тоа е затоа што тој, Господ, е вистина, и затоа што тој е кадарен мртвите да ги оживее, и затоа што тој може се, и затоа што часот на проживувањето во тоа нема сомнеш, ќе дојде, и затоа што Господ ќе ги оживее тие во гробовите. Има луѓе кои за Господ се препираат без никакво знаење, без никакво упатство и без книга која дава светлина. Одејки горделиво за од Господовиот пат да одвраќаат, нив на овој свет ги чека понижување, а на оној свет ќе им дадеме да го искуса страдањето во огнот. Ете тоа е поради делата на рацете своји, затоа што Господ не е направен коробовите своји. Меѓу луѓето има и такви кои го обожуваат Господ колебливо, на работ. Ако го снајде добро, се смирува, а ако го снајде искушение, му се враќа на своето неверување, па така го губи и оној свет. Тоа е навистина очигледна загуба. Тој покрај Господ го моли тој што од него не може никаква штета да отстрани, ниту може од било каква корист да му биде. Тоа е навистина голема заблуда. Го моли тој што попрво ќе му наштети отколку од корист ќе му биде. Таквиот е навистина лош заштитник и злобен другар. Тој што мисли дека Господ нема да му помогне на пратеникот ни на овој, ни на оној свет, нека го растегне јаџето до таванот и нека се обеси. Па нека види дали неговиот план ќе го отстрани тоа поради кое што тој се лути. И така, ете, ние во вид на јасни ајети го објавуваме, а Господ на тој што тој сака на вистинскиот пат ќе му каже. Господ на судниот ден на вистина ќе ги одвои верниците од евреите, сабејците, христијаните, огнопоклониците и многобожците. Господ е навистина известен за се. Зарем не гледаш дека на Господ ничку му се поклонуваат и тие на небесата и тие на земјата, а и сонцето и месечината и звездите и планините и дрвјата и животните и многу луѓе, а многумина и казната ја заслужуваат. А кого Господ ќе го понижи, никој не може почитуван да го направи. Господ тоа што сака го прави. Овие два спротивставени табори се спорат околу Господарот свој. На тие што нема да веруваат, ќе им бидат скроени костуми од оган, а зовриена вода на главите нивни ќе им биде истурана. Онеа ќе си стопи тоа што е во стомаците нивни и кожата, а со железни стапови ќе бидат мавани. Кога и да сакаат поради тешката мака од неа да излезат, во неа ќе бидат вратени. Доживеите го страдањето во ужасниот оган. А тие што веруваат и што прават добри дела, Господ сигурно ќе ги внесе во рајските градини низ кои реки ќе течат. Во неа со алки од злато и со бисер ќе се украсуваат, а лиштата свилени ќе им бидат. И упатени се договорат убави зборови и упатени се на патот на тој што е достоен за благодарност. На неверниците и на тие што одвраќаат од Господовиот пат и од светиот храм, а ние го наменивме за сите луѓе, како за жителите, така и за посетителите, и на тој што во него ќе сака какво било насилство да стори, ќе им дадеме неиздржливо страдање да доживеат. И кога на Аврам за прибежиште му го покажавме местото каде што е Каба, му рековме: не припишувај ни здруженици, и изчисти ја мојата Каба за тие што ќе обиколуваат, и кои ќе стојат, и кои руку и сечжа ќе извршуваат. И повикај ги луѓето на Аджилак, и ќе ти доаѓаат пешки и на секоја источна камила кои доаѓаат од далечен пат, за да бидат сведоци на користа своја и за да го спомнуваат Господовото име во поснатите денови, затоа што ги снабдил со домашни животни. Јадете го месото нивно, а нахранете го и скромниот сиромав. Потоа нечистотијата од себе нека ја отстранат, своите завети нека ги исполнат и околу древната Каба нека обиколуваат. Така е тоа, а кој ги почитува Господовите светости, тоа му е добро кај Господарот негов, а дозволен ви е допитокот, освен тој за кој ви е кажано: па чувајте се од валканоста на киповите и чувајте се од лажниот говор, изјавувајќи му ја на Бог чистата преданост, а не припишувајќи му здруженик. А тој што ќе смета дека на Бог му има рамен, ќе биде како тој што паднал од небо и кога птиците го разграбале.
или како тој што ветерот во далечен предел го однел. Така е тоа, па кој ги почитува Господовите прописи, тоа е знак за богобојазност на срцето. Вие имате корист од нив до одреден рок, а потоа нивното место е крај древната каба. На секоја претходна верничка група и го пропишавме колењето на курбанот за да го спомнуваат Божјото име при колењето на добитокот кој тој им го дава. Вашиот Бог е еден Бог, затоа само нему искрено предајте му се, а со радосна вест изредувајте ги понизните. Чии што срца кога Господ ќе се спомне страв ги обзема, и тие кои трпеливо ги поднесуваат неволиите кои им се случуваат, и тие кои намазот молитвата ја извршуваат и кои даваат од тоа што ние им го даваме, а камилите ви ги направивме едни од Господовите обреди на джилакот и вие од нив имате добро, затоа спомнувајте го Божјото име кога ќе бидат подготвени за колење, стоејки со една врзана нога, а кога ќе паднат на земјата, јадете ги, а нахранете го и тој што не проси, а и тој што проси. Така ви ги починивме за да бидете благодарни. До Бог нема да допре месото нивно и крвта нивна, но ќе му стигнат искрено направените ваши добри дела. Така ви ги подчини за да го величате Господ затоа што ве упати, и изредувајте ги тие што прават добри дела. Господ навистина ги штити верниците, Господ сигурно не сака ниту еден предавник, неблагодарник. Им се дозволува одбрана на тие што од други ќе бидат нападнати, бидејќи им се врши насилство, а Господ е навистина кадарен да им помогне. На тие кои ни криви и недолжни од домовите своји се протерани само затоа што говореа наш Бог е Господ, а да не сузбие Господ некои луѓе со други, до темел би биле изрушени манастирите, црквите, синагогите, а и џамиите во кои многу се спомнува Господовото име. А Господ сигурно ќе ги помогне тие кои него го помагаат. Та Господ е навистина моќен и силен. Тие кои, ако им дадеме власт на земјата, молитва ќе извршуваат и милостина ќе даваат, и кои ќе бараат да се прават добри дела, а ќе одвраќаат од лошите, а на крајот се му се враќа на Господ. А тоа што тие те сметаат за лажен, па и пред нив народот на Ное и Ад и Семут ги сметаа пратениците за лажни, и народот на Аврам и народот на Лот, и жителите на Медиен, а за лажен е сметан и Мојсей, и јас на неверниците време им давав, потоа ги казнував. И каква беше казната моја? И колку насилби уништивме, чии што жители насилни беа, и тие опустеа, само рушевини останаа, и колку бунари има запуштени, и колку високи палати има празни, па зошто тие по светот не патуваат, па срцата нивни да го сватат тоа што треба да се свати, и ушите нивни да го чујат тоа што треба да го чујат. Но очите не се слепи, туку срцето во градите. Тие бараат од тебе казната што побрзо да ги стигне, а Господ нема да го изневери ветувањето свое, а само еден град кај Господарот твој трае колку 1000 години според вашето сметање. И колку насилби имаше чии што жители беа неправедни, на кои што јас казната им ја одложував, за на крајот да казнам, а се кон мене се враќа. Кажи, о луѓе, јас сум само опоменувач јасен. Тие што ќе веруваат и што ќе прават добри дела, ги чека прошка и благородно снабдување. А тие што ќе се трудат, доказите наши да ги негираат, одвраќајќи од нив, ќе бидат жители на пеколот. Пред тебе, ние ниту еден пратеник и веровесник не пративме, а сатаната, кога тој тоа ќе го кажуваше, во кажувањето негово нешто да не вметнеше. Господ ќе го тргнеше тоа што ѓаволот ќе го вметнеше, а потоа споровите своји ќе ги зацврстеше. Господ знае се и мударе. Затоа што сатаната го вметна да го направи искушение за тие чии што срца се болни и за тие чии што срца се свирепи, а насилниците се навистина во неслога и во далечна заблуда. И за тие што се обдарени со знаење да спознаат дека Куранот е вистина од Господарот твој, па во него да поверуваат и нивните срца да му бидат подчинети, а Господ верниците на вистинскиот пат ќе ги изведе, а неверниците нема да престанат да се сомневаат во него се додека од ненадеж смртта не им дојде или додека не го почувствуваат страдањето на денот по кој нема да следи ноќ. Тој ден власта ќе има само Господ, тој ќе им суди, а верниците и тие што правеле добри дела ќе бидат во рајските градини на уживањето,
А неверниците и тие кои ајетите наши ги негира, тие срамно страдање ќе имаат. Господ убаво ќе ги снабди тие што својот роден крај го напуштија за да се борат на Господовиот пат, па потоа загина или умреа бидејќи Господ е недобриот снабдител. Тој во местото од кое тие задоволни ќе бидат навистина ќе ги внесе. А Господ знае се и блаке. Ете така. А тој што со иста мерка ќе возврати за направеното зло и на кого повторно му е направена неправда, Господ сигурно ќе му помогни. Господ е тој што гревовите ги поништува и простувачот. Ете така, а Господ ја воведува ноќта во денот и го воведува денот во ноќта, и Господ е тој што се слуша и се гледа. Тоа е затоа што Господ е вистина. А тие на кои покрај Господ им се молат се лага, и затоа што е Господ возвишен и голем. Зарем не гледаш дека Господ од небото спушта дожд од кој што земјата позеленува? Господ е навистина добар и сезнаен. Негово е тоа што е на небесата и тоа што е на земјата. Господ не е зависен од никого и само тој е достоен за благодарност. Зарем не гледаш дека Господ се што е на небесата вам ви го подреди, па и бродовите кои со одредбата негова по морето пловат? Тој го држи тоа што е на небото да не падне на земјата, освен ако тој тоа го дозволи. Господ е навистина благ и милостив кон луѓето. Тој ви дава живот и потоа ќе ви го одземе и потоа пак ќе ве оживее. Човекот е навистина неблагодарен. На секој претходен умет му пропишавме верозакон според кој требаше да се однесува. И не дозволувај никако со тебе да се расправаат во врска со тоа. Ти повикувај кон својот Господар, бидејќи ти си навистина на вистинскиот пат. Ако тие со тебе се препираат, кажи му Мухамеде, Господ добро го знае тоа што вие го правите. Господ на судниот ден ќе ви пресуди за тоа за што не се согласувавте. Зарем не знаеш дека на Господ му е познато се што е на небесата и на земјата, сето тоа е во книгата, тоа навистина на Господ му е лесно. Многобожците покрај Господ ги обожуваат тие за кои тој не им испратил никаков доказ и самите за нив ништо не знаат, а на несилниците им нема помагач. А кога нашите јасни ајети им се кажуваат, ти забележуваш големо негодување на риза на тие што не веруваат, кои се малку да не ги нападнат тие кои нашите зборови им ги кажуваат. Кажи, сакате ли да ви кажам што ќе ви биде поомразено од тоа огнот кој Господ на неверниците им го ведиле? А тоа грозно живеалиште ќе биде. О, луѓе, еве еден пример, па послушајте го. Тие што покрај Господ ги молите не можат никако ни мушичка да зостадат, па дури и поради неа да се соберат. А ако мушичката нешто би им села, тие тоа не би можеле од неа да го вратат. Слаб е тој што бара и тоа што се бара. Тие не го познаваат Господ како што треба, а Господ е навистина мокен и силен. Господ одбира пратеници меѓу ангелите и луѓето. Господ се слуша и се гледа. Тој знае што направиле и што ќе направат, а се враќа кај Господ. О, верници, руку изечна извршувајте и Господарот свој обожувајте го и добри дела правете, за да го постигнете тоа што го сакате. И борете се поради Господ, така како што треба да се борите. Тој вас ви избра и во верата ништо тешко не ви пропиша, во верата на вашиот предок Аврам. Господ одамна муслимани ве нарекол и во овој Куран за пратеникот да биде сведок против вас и за вие да бидете сведоци против останатите луѓе. Затоа молитвата извршувајте ја и милостина давајте. И до Бог цврсто држете се, тој е вашиот Господар, па прекрасен ли Господар и прекрасен ли помагач. Во името на Бог, се милостивиот, милостивиот. Успешни се верниците, тие кои во своите молитви се понизни и кои лошиот говор го одбегнуваат, и кои милостина даваат, и кои срамните места своји ги чуваат, освен од жените своји или тие кои се нивна собственост, тие навистина прекор не заслужуваат. А тие што и покрај тоа бараат, тие во злото сосема претеруваат. И кои за доверените аманети и обврски своји се грижат, и кои молитвите своји на време ги извршуваат, тие се достојни наследници. Кои Фирдеусот ќе го наследат, тие во него вечно ќе престојуваат. Ние навистина човекот од екстракт од глина го создадовме.
Потоа како капка семе на безбедно место го ставивме. Потоа капка да семе грудка крв ја направивме. Потоа од грудката крв парче месо создадовме, па од парчето месо коски направивме, а потоа коските со месо ги обвиткавме и потоа како друго создание го оживуваме, па дека е возвишен Господ, најубавиот Создател. Вие потоа ќе умрете, потоа на оној свет оживеани ќе бидете. Ние 7 небеса над вас создадовме и ние не сме немарни кон тоа што го создадовме. Ние од небото со мерка дожд спуштаме и во земјата го задржуваме, а способни сме и да го тргнеме. И со негова помош градини од палми и винова лоза за вас подигаме. Во нив многу овоше имате и вие го јадете. И дрвото кое на Синајската гора расте, кое масло дава и зачин и за тие што го јадат. И добитокот ви е поука, ние ви даваме да пиете од тоа што се наоѓа во утробите нивни, и вие од нив многу користи имате, и вие од нив се храните, и на нив, и на бродовите се возите. Ние го испративме Ное на народот негов, и тој велеше: О, народе мој, само Господ обожувајте го, вие друг Бог освен него немате, зарем не се плашите? Но главешините на народот негов, кои не верува, велеа: Ова е човек како и вие, само сака да е поугледен од вас. Да сакаше Господ, ангели ки испратеше. Вакво нешто не сме чуле од нашите давнешни предци. Тој е луд човек, па пуштете го некое време. Господару мој, рече тој, помогни ми, тие залага ме обвинуваат. Па ние му објавивме брод пред очите наши и според објавата наша. Гради, па кога заповета наша ќе дојде и водата на површината земјата ќе избие. Ти вонеа натовари од секој вид по 2, мажјак и женка, и семејството свое, но не и тие од нив за кои претходеше зборот, и не ми се обраќа за насилниците, бидејќи навистина ќе бидат потопени. Па кога ќе се сместиш во бродот ти и тие што се со тебе, кажи: му благодарам на Господ, кој не спаси од народот насилнички. И кажи: Господару мој, закотви ме на благословено место, ти тоа најдобро го знаеш. Во тоа се навистина поуки, а ние навистина ставаме во искушение. По нив други поколенја создававме, и еден од нив како пратеник им го испративме. Само Господ обожувајте го, вие друг Бог освен него немате, зарем не се плашите? Но главешилите од народот негов кои не верува, кои негираат дека на оној свет ќе бидат оживеани и на кои им дадовме во животот на овој свет раскошно да живеат, говореа: Тој е човек како и вие, го јаде тоа што и вие го јадете и го пие тоа што и вие го пиете. И ако му се покорувате на човек како што сте и вие, сигурно ќе бидете изгубени. Зарем тој вам да ви ветува дека откако ќе умрете и земја и коски ќе станете, навистина оживеани ќе бидете? Далеко е тоа што ви се ветува. Постои само животот на овој свет. Ние живееме и умираме, а оживеани нема да бидеме. Тој е човек кој за Господ изнесува лаги и ние не му веруваме. Господару мој, ке замолеше тој, помогни ми, тие залага ме обвинуваат. Тие наскоро ке се покајат, ке одговореше тој. И заслужено ќе ги погодеше страшен глас, и ние ќе ги направевме како што е речениот нанос, па далеку нека е народот насилнички. А потоа по нив други поколенја создававме. Ниту еден народ не може да го забрза, ниту да го успори времето на пропаста своја. И пратеници едни по други праќавме. Кога и да им дојдеше пратеникот на некој народ, за лага го обвинуваа. И ние поради тоа едни со други ги сменувавме. И само во приказните за нив споменот го сочувавме. Далеку нека се луѓето што не веруваа. Потоа го пративме Мојсеј и брат му Арон со знаците наши и со очигледен доказ на фараонот и главешините негови, но тие се возгордеаја, тоа беа луѓе надмени. Зарем да им поверуваме на двајцата кои се исти како и ние, а луѓето нивни се робови наши, говореа. И нив двајца за лажговци ги прогласија, па поради тоа беа уништени. На Мојсеј потоа книга му дадовме за синовите Израилови по вистинскиот пат да одат, и синот на Марија и мајката негова доказ за луѓето ги сторивме. Ние нив на една височинка со проточна вода ги сместивме. О, пратеници, со дозволени и убави јадења хранете се и добри дела правете, бидејќи јас добро знам вие што правите. Ова ваша вера е една вера, а јас сум ваш господар, па плашете се од мене. А тие по прашањето од верата своја се разделија на групи, секоја група радосна со тоа што го исповеда. Затоа остави ги овие во заблудата нивна уште некое време. Мислат ли тие, кога со имот и со синови им помагаме, дека брзаме некое добро дело да им направиме? Никако, но тие не забележуваат.
Тие кои со стравопочит од Господарот свој стравуваат, и тие кои во доказите на Господарот свој веруваат, и тие кои здружени се на Господарот свој не му препишуваат, и тие кои даваат од тоа што им се дава, а срцата им се полни од страв, затоа што ќе му се вратат на својот Господар. Тие итаат да прават добри дела, и во нив другите ги надминуваат. Ние никого не оптоверуваме преку неговите можности. Кај нас е книгата која вистината ја говори, и на никого неправда нема да му се стори. Но срцата нивни се невнимателни кон ова, а покрај тоа и лоши дела постојано прават. А кога на мака ги ставивме тие од нив кои раскошен живот живееа, тие веднаш се жалеа. Сега не жалете се, ние нема помош да ви укажеме. Ајетите мои вам ви се кажувани, но вие се отргнувавте. Гордејки се со храмот и состанувајки се, вие лоши зборови говоревте. Зошто тие не размислат за Куранот? Зарем им доаѓа нешто што не им доаѓало на нивните древни предци? Или не го познаваат пратеникот свој, па затоа го негираат? Или велат, лудилото е при него, меѓутоа тој вистината им ја донесува, но повеќето од нив вистината ја презираат. Да се води Господ според нивните страсти, сигурно ќе го снемаше поредокот на небесата и на земјата и во тоа што е на нив. Ние им го дадовме Куранот, славата нивна, но тие за славата нивна не внимаваат. Или бараш награда од нив, та наградата од Господарот твој е подобра, тој е најдобриот снабдувач. Ти нив ги повикуваш на вистинскиот пат, но тие кои во оној свет не сакаат да веруваат на вистина од вистинскиот пат скршнуваат. И кога би им се смилувале и од неволјата би ги ослободиле, повторно во заблудата своја тие подеднакво би талкале. Ние на мака ги стававме, но тие на Господарот свој не му се покорија, ниту молитви упатуваа. Дури кога портите на тешкото страдање ќе ги отвориме, тие надежта ќе изгубат и во очај ќе паднат. Тој ви дава слух и вид и памет, а колку малку вие заблагодарувате. Тој на земјата ве создава и пред него ќе се соберете. Тој живот и смрт дава и само од него зависи менувањето на ноќта и денот, па зошто не сватите? Но тие зборуваат како што зборуваат тие пред нив. Велеа, зарем кога ќе испоумриме и кога прави коси ќе станеме? Зарем на вистина оживеани ќе бидеме? И нам и одамна на предците наши тоа ни е ветувано. Но тоа се само измислици на древните народи. Запрашај, Мухамеде, чија е земјата и сето тоа што е на неа? Знаете ли? На Господ ќе одговорат. А ти кажи, па зошто тогаш не доаѓате при себе? Запрашај, кој е Господарот на седумте небеса и кој е Господарот на аршот величествен? Господ ќе одговорат. А ти кажи, па зошто тогаш не се плашите? Запрашај, во чија рака е власта над се, а тој зема во заштита и од кого никој не може да биде заштитен. Знаете ли? Тоа е Господово, ќе одговорат. А ти кажи, па зошто тогаш дозволувате да бидете заведени? Да, ние вистината им ја доставуваме, а тие се навистина лажговци. Господ не си зел себе си син и со него нема друг Бог, инаку секој Бог со тоа што го создал ќе правил што сака. Еден со друг ќе се победувале. Возвишен нека е Господ кој е далеко од тоа што тие го изнесуваат, кој го знае и невидливиот и видливиот свет, и тој е многу високо на тие кои му ги здружуваат. Кажи, Господару мој, ако сакаш да ми го покажеш тоа со што на нив им се заканува, тогаш, Господару мој, не оставајме со народот насилнички, а ние навистина можеме да ти го покажеме тоа со што им се закануваме. Ти со добро возврати му на злото, ние добро знаеме што изнесуваат тие. И кажи, јас тебе, Господару мој, ти се обраќам за заштита од сатанските дошепнувања. И тебе, Господару мој, ти се обраќам да ме заштитиш од нивното присуство. Кога на некој од нив смртта ќе му дојде, тој извикува, Господару мој, поврати ме, да направам некакво добро во тоа што го оставив. Никогаш! Тоа се зборови кои тој залудно ќе ги говори, пред нив препрека ќе има се до денот кога ќе бидат оживеани. Па кога во рогот ќе се дувне, тогаш роднински врски меѓу нив нема да има и меѓусебно нема ништо да се прашаат. Тие чии што добри дела ќе бидат потешки, тие ќе се спасат, а тие чии што добри дела ќе бидат лесни, тие сосема ќе бидат изгубени, во пеколот вечно ќе пристојуваат. Огнот лицата ќе им ги гори и со исклешнени заби во него ќе бидат. Зарем моите ајети не ви се кажувани, а вие ги негиравте? Господару наш, ќе речат, нашите страсти беа посилни од нас, па станавме заталкан народ. Господару наш, извади не од неа, ако повторно зло направиме, ќе бидеме насилници. Останете во неа понижени и ништо не ми зборувајте, ќе рече тој. Кога некои робови мои велеа, Господару мој, ние веруваме, затоа прости ни и смилувај ни се, бидејќи ти си најмилостивиот.
Вие толку им се исмејувавте, што поради тоа на мене заборавивте и секогаш им се исмејувавте. Нив денес јас ги наградив за тоа што трпеа, тие навистина успеаја. А колку години поминавте на земјата, ќе запраша тој. Поминавме само ден или само дел од денот, ќе одговорат. Праша ги тие што бројаја. Па да, кратко поминавте, ќе рече тој. Само да знаевте. Зарем мислите дека залудно ве созадовме и дека нема да ни се вратите? И нека е возвишен Господ, вистинскиот владетел, нема друг Бог освен Него, Господарот на аршот, величествен. А тој што покрај Господ му се моли на друг Бог, без никаков доказ за Него, пред Господарот свој сметка ќе полага, и неверниците нема да се спасат. И кажи, Господару мој, прости и смилувај ми се, ти си најдобриот семилосник. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, го објавуваме ова поглавје и неговите прописи ги правиме задолжителни. Во него објавуваме јасни докази за да примите поука. Блудникот и блудничката искамшикувајте ги со 100 удари. Секој од нив и при извршувањето на Господовите прописи нека не ве обзема никакво сожалување кон нив, ако верувате во Господ и во оној свет, и при нивното казнување нека присуствува една група верници. Блудникот не треба да се жени освен со блудница или со политеистка, а блудницата не треба да биде посакувана освен на блудникот или многобожецот, а тоа им е забрането на верниците. Тие што ќе обвинат честни жени, а не го докажат тоа со 4 сведоци, со 80 удари искамшкувајте ги. И никогаш повеќе сведочењето нивно не примајте го. Тоа се нечестни луѓе. Освен тие кои потоа ќе се покаат и ќе се поправат, затоа што и Господ простува и милостив е. А тие кои ќе ги обвинат своите жени, а нема други сведоци, туку само тие се сведоци, ќе го потврдат своето сведочење со заклетва во Господ, и тоа 4 пати дека навистина ја говорат вистината, а 5-тиот пат да го погоди Господовото проклетство ако лаже. А таа ќе биде поштедена од казната ако 4 пати се заколне во Господ дека тој навистина лаже, а 5-тиот пат да стигне Господовиот гнев ако тој ја говори вистината. А да не е Господовата добрина и милоста негова кон вас, тој ќе ја забрзаше казната врз вас, а Господ го прима поканието и мударе. Навистина тие кои ја изнесува клеветата се една група меѓу вас. Не сметајте го тоа за некакво зло за вас. Не, тоа е добро за вас. Секој од нив ќе биде казнет според гревот што го заслужил, а тој од нив што тоа најмногу го правил го чека големо страдање. Зошто штом тоа го чувте, верниците и верничките не помислија добро едни за други и не си рекоа ова е очигледна клевета. Зошто 4 сведоци не донесоа, а бидејќи не донесоа сведоци, тогаш чига Господ се лажливци. А да не е Господовата добрина и милоста негова кон вас и на овој и на оној свет, веќе ќе ве стигнеше тешка казна поради тоа во што се спуштивте. Кога почнавте тоа со своите јазици да го прераскажувате и кога со своите усти го зборувавте тоа за што ништо не знаевте, вие тоа за ситница го сметавте, но тоа кај Господ е крупно. Зошто штом тоа го чувте не рековте, нам не ни доликува да зборуваме за тоа, возвишен нека се ти, тоа е голема клевета. Господ ви наредува повеќе никогаш такво нешто да не повторите ако сте верници. И Господ ви ги објаснува прописите, а Господ знае се и мудар е. Тие што сакаат за верниците да се шират безсрамни гласини, ги чека тешка казна и на овој и на оној свет. Господ знае се, а вие не знаете. А да не е Господовата добрина и милоста негова кон вас, поинаква ќе ви беше состојбата, а Господ е благ и милостив. О, верници, не одете по стапките на сатаната. Тој што ќе оди по сатанските стапки, тој него на разврат и на одвратни дела ќе го тера. А да не е Господовата добрина и милоста негова кон вас, ниту еден од вас од гревовите никогаш не би се исчистил. Но Господ го чисти тој кого тој сака. Господ слуша се и знае се. Честните и богатите што се меѓу вас нека не се заколнуваат дека веќе нема да ги помагаат рониите и сиромашните и тие што на Господовиот пат родниот крај го напуштија, нека преминат преку тоа и нека простуваат. Зарем вам не би ви било мило Господ да ви прости, а Господ простува и милостив е. Тие што ги обвинат честните и невините вернички нека бидат проклети и на овој и на оној свет. Нив ги чека неиздржливо страдање. На денот кога против нив ќе сведочат јазиците нивни и рацете нивни и ноците нивни за тоа што го правеле. Тој ден Господ ќе ги казни со казната која заслужиле и тие ќе сознаат дека Господ е навистина очигледна вистина. Лошите жени се за лошите мажи, а лошите мажи се за лошите жени. Добрите жени се за добрите мажи, а добрите мажи се за добрите жени. Тие се невини за тоа што за нив се зборува, нив ги чека простување и благородно самдување. О, верници, во туги куки не влегувајте додека за тоа дозвола не побараат и додека домашните не ги поздравите.
Тоа ви е подобро, поучете се. А ако во нив никого не најдете, не влегувајте во нив се додека не ви се дозволи. А ако ви се каже, вие вратете се. Тоа ви е најчесно, а Господ го знае тоа што го правите. Не е грешно да влегувате во ненаселените објекти во кои се наоѓаат работите ваши, а Господ го знае тоа што јавно го покажувате и тоа што го криете. Кажи им на верниците нека ги спуштаат погледите своји, нека ги чуваат срамните места своји, тоа им е најморално, затоа што Господ навистина го знае тоа што го прават. А кажи им на верничките нека ги спуштаат погледите своји и нека ги чуваат срамните места своји, и нека не ги покажуваат украсите своји, освен тоа што е и онака надворешно, и нека ги спуштат веловите своји, наградите своји, нека не им ги покажуваат украсите своји на другите, освен на мажите своји, или на татковците своји, или на татковците на мажите своји, или на синовите своји, или на синовите на мажите своји, или на браќата своји, или на синовите на браќата своји, или на синовите на сестрите своји, или на пријателките своји, или на робинките своји, или на мажите кои немаат потреба за жени, или на децата кои се уште не знаат кои се срамните места на жените, и нека не удираат со носете своји за да не се чуе звукот на накидот нивен кој го покриваат. И покајте се сите заедно пред Господ, о верници, за да бидете успешни. Мажете ги немажените и женете ги неженетите, и побожните робови и робинки своји. Ако си сиромашни, Господ од изобилствата своји ќе им даде. Господ е неизмерно добар и знае се. И нека се воздржат тие што немаат можност да се оженат, додека Господ од изобилствата своји не им помогне. А со тие што се сопственост ваша, кои сакаат да се откупат, ако се во состојба тоа да го направат, за откупот договорете се. И дајте им нешто од имотот кој Господ ви го дал. И не ги терајте робинките своји да се занимаваат со блуд, ако тие сакаат да бидат побожни, за да ги стекнете минливите добра на овој свет. А ако некој на тоа ги присили, Господ откако биле приморани, ќе им прости и кон нив ќе биде милостив. Ние ви објавуваме јасни ајети и примери од животите на тие што биле пред вас и исчезнале, и нека бидат поука за тие што ќе стравуваат од Господ. Господ е светлина на небесата и на земјата. Примерот за светлината негова е нишата каде што се наоѓа светилката. Светилката е во стакло, а стаклото е како плескава ѕвезда која гори од благословеното маслиново дрво, кое не е ни источно ни западно, чие што масло скоро и да свети кога огнот дури и него допира. Светлина над светлините. Господ го води кон светлината своја оној кого тој сака. Господ им дава примери на луѓето. Господ добро знае се. Во џамиите кои со негова волја се градат и во кои што се спомнува неговото име, него го слават наутро и навечер. Луѓето кои купувањето и продавањето не ги спречуваат Господ да го спомнуваат, и кои молитвата извршуваат и милости надаваат, и кои стравуваат од денот во кој срцата и погледите вознемирени ќе бидат. За Господ се убава награда да ги награди за делата нивни и за од добрината своја да им даде и повеќе, а Господ дава снабдување кому сака, неизмерно. А делата на неверниците се како привидение во рамницата во која женниот гледа вода, но кога ќе дојде до тоа место, ништо не наоѓа. А ќе го затекне кај него Господ и тој целосно ќе му исплати сметката негова, бидејќи Господ многу брзо се пресметува. Или пак како темнините во длабокото море кое го прекриваат бранови едни над други, над кои се облаците со темнини едни над други. И рака да извадиш, тешко дека ќе видиш, а тој на кого Господ нема да му даде светлина, нема ни да има светлина. Зарем не знаеш дека Господ го слава сите што се на небесата и на земјата, а и птиците со ширењето на крилјата своји? Сите знаат како ќе му се молат и како ќе го слават, а Господ добро го знае тоа што тие го прават. Само на Бог е власта и на небесата и на земјата, и кај Бог се враќа. Зарем не гледаш дека Бог полека ги движи облаците, а тогаш ги спојува и едни над други ги натрупува, па ти го гледаш дождот како од нив паѓа. Тој од небото, од облаците, како планини големи, спушта град, па со него погаѓа кого сака, а поштедува кого сака. Плесокот од молњата негова скоро да го одзема видот. Тој прави ноќта и денот неизменично да настапуваат, и во тоа навистина има поука за тие што гледаат. Сите живи суштества Господ ги создава од вода, некои од нив на стомаците ползат, некои на 2 нозе одат, а некои пак на 4 одат. Господ создава што сака, бидејќи Господ може се. Ние објавуваме ајети јасни, а Господ го упатува на вистинскиот пат тој кого тој сака. А лицемерите велат: ние веруваме во Господ и во претеникот и се покоруваме. Потоа некои од нив главите ги вртат, тие не се верници. Кога биваат повикани пред Господ и претеникот негов да им пресуди, некои од нив одеднаш грбот го вртат.
Само ако знаат дека правдата е на нивна страна, доаѓаат послушно. Дали срцата им се болни, или се сомневаат, или стравуваат дека Господ и претеникот негов кон нив неправедно ќе постапат, ниту едно, туку тие се насилници. Кога верниците пред Господ и неговиот пратеник ќе бидат повикани за тој да им пресуди, само велат: слушаме и се покоруваме. Тие ќе успеат. Тие кои на Господ и на пратеникот негов ќе им се покоруваат, кои од Господ ќе се плашат и кои од него ќе стравуваат, тие ќе успеат. Лицемерите се колнат во Господ со нетешката заклетва, дека сигурно ќе одат во бој ако ти им наредиш, Мухамеде. Кажи, Мухамед, не колнете се знае што е покорност. Господ добро го знае тоа што вие го правите. Кажи, Мухамед, покорувајте му се на Господ и покорувајте му се на пратеникот. А ако се свртите, тој е должен да го прави тоа што му се наредува, а вие сте должни тоа што вам ви се наредува. Па ако му бидете послушни, ќе бидете на вистинскиот пат, а пратеникот само е должен јасно да доставува. Господ ветува дека тие меѓу вас кои ќе веруваат и кои добри дела ќе прават, сигурно за намесници на земјата ќе ги постави, како што ги поставил за намесници тие пред нив, и дека навистина верата нивна ќе ја зацврсти, таа што тој им ја сака, и дека сигурно стравот со безбедност ќе им го замени. Тие само мене ќе ме обожуваат и нема сдруженици да ми припишуваат, а тие кои по тоа ќе бидат неблагодарни, тие се вистински грешници. А вие молитвата извршувајте ја и зекат давајте, и на пратеникот послушни бидете му, за да ви се укаже милоста. Немој никако да мислиш дека неверниците ќе можат да му се спротистават на земјата. Нивното престилувалиште ќе биде огнот, а тој е навистина грозно живеалиште. О, верници, тие што се ваша собственост и тие што се уште не се полнолетни, нека побараат дозвола од вас за кај вас да влезат во 3 случаи: пред сабах намаз, утринската молитва, и кога на пладне ќе одложите облеката своја, и по извршувањето на јација намаз, вечерната молитва. Тоа се 3 периоди кога не сте облечени, а во другите периоди не ви е грев ниту вам ниту ним, та тие кај вас често влегуваат, а вие едни кај други влегувате, така Господ ви ги објаснува прописите, а Господ знае се и мудар е. А кога вашите деца ќе станат полнолетни, тогаш секогаш нека бараат дозвола за влез, како што бараат дозвола тие пред нив. Така Господ ви ги објаснува своите прописи, а Господ се знае и мудар е. А на старите жени кои веќе не копнеат за мажење, не им е грев да ги одложат наметките своји, но не покажувајќи ги тие места на кои украсите се носат, а подобро им е да бидат поскромни. Господ слуша се и знае се. Не прави грев слепецот, ниту сакатиот, ниту прави грев болниот, а ниту вие самите. Ако јадете во куќите ваши, или во куќите на татковците ваши, или во куќите на мајките ваши, или во куќите на браќата ваши, или во куќите на сестрите ваши, или во куќите на чичковците ваши, или во куќите на тетките ваши по татко, или во куќите на вујковците ваши, или во куќите на тетките ваши по мајка, или кај тие чии што клучеви се кај вас, или кај пријателот ваш, не ви е грев да јадете заедно ниту одделно. А кога ќе влегувате во куќите, вие домашните поздравете ги со поздравот од Господ пропишаниот, благословениот и убавиот. Така Господ ви ги објаснува прописите, за да се опаметите. Вистински верници се само тие кои во Господ и во неговиот пратеник веруваат, а кои, кога се со него на некој важен состанок, од него не се оддалечуваат, се додека од него дозвола не добијат. Тие кои од тебе бараат дозвола во Господ и во пратеникот негов навистина веруваат. И кога тие ќе побараат дозвола од тебе поради некаква работа своја, дозволи му на кого сакаш од нив и замоли го Господ да им прости, бидејќи Господ простува и милостив е. Не правете го довикувањето на пратеникот помеѓу вас како довикувањето кое вие едни со други си го патувате. Господ сигурно ги знае тие меѓу вас кои се искрадуваат. Нека внимаваат тие што постапуваат спротивно на наредбата негова, искушение некакво да не ги стигне или страдање болно да не ги снајде. Божјо е се што е на небесата и на земјата, тој сигурно знае какви сте вие и тој ќе ги извести за се што правеле на денот кога нему ќе му се вратат, а Господ добро знае се. Во името на Господ, се милостиви. Благословен нека е тој што на робот свој му го објавува Куранот за да им биде опоменувач на световите. Тој на кого му припаѓа власта на небесата и на земјата, кој нема дете, кој во власта нема здруженик, кој создава се и како што треба го уреди.
а тие покрај него зеле божества кои ништо не создаваат, кои самите се создадени, кои не се во состојба од себе никаква штета да отстранат, ниту некаква корист да сторат и кои немаат мок живот да одземат, живот да дадат и да оживеат. Тие што не веруваат велат, ова не е ништо друго, туку голема лага која тој ја измислува, а во тоа и други луѓе му помагаат и прават неправда и клевета, и велат тоа се измислици на древните народи кои тој ги препишал, па му се читаат наутро и навечер. Кажи, го објавува тој на кого му се познати тајните на небесата и на земјата, тој многу простува и милостив е. И тие велат, што му е новој пратеник, тој храна јаде и по чаршиите оди, зошто не му е испратен ангел заедно со него да биде опоменувач, или да му се спушти некакво богатство, или да има градина од која би се хранел. И насилниците уште велат, вие следите магепсан човек. Погледни што зборуваат зад тебе, па тогаш талкаат и вистинскиот пат не можат да го најдат. Благословен е тој што ако сака може да ти даде подобро од тоа, градини низ кои реки течат и дворци. Тие дури и часот на оживувањето го негираат, а ние за тие кои часот на оживувањето го негираат, разгорен оган подготвивме. Кога ќе ги виде од далечина, ќе слушнат како гневен врие и од бес грми. А кога ќе бидат фрлени во него, во теснец со врзани раце, пропаста таму ќе ја довикуваат. Не довикувајте денес само една пропаст, туку довикувајте многу пропасти. Кажи, дали е подобро тоа или вечниот рај, кој им е ветен на тие што од Господ ќе се плашат, тој награда и живалиште ќе му биде. Во него се што ќе посакаат ќе имаат вечно, тоа е ветување на Господарот твој, тие ќе имаат право да го бараат тоа од него, а на денот кога тој ќе ги собере, а и тие кои покрај Господ ги обожувале, па ќе ги запраша, дали вие овие мои робови во заблуда ги заведовте, или тие самите од вистинскиот пат заталкаа. Тие ќе речат, возвишен нека си ти, незамисливо е дека ние покрај тебе некакви заштитници сме зеле. Туку ти на овие и на нивните предци си им дал да оживаат, па заборавиле да се сеќаваат на тебе. Тие пропаста ја заслужиле. Тие ќе го негираат тоа што вие го верите, а вие нема да бидете во можност мачењето да го страните, ниту помош да најдете, а на тој од вас што сторил насилство, ќе му дадеме големо страдање да искуси. Ние пред тебе не сме испратиле ниту еден пратеник кој не јадел и кој по чашиите не одел. Ние правиме едни со други во искушение да се доведувате. Па да видиме дали ќе бидете трпеливи, а Господарот твој гледа се. И тие што не се надеваат на средба со нас, велат, зошто не ни се испратат ангели или зошто Господарот свој не го гледаме? Тие се навистина во душите своји горделиви, а во неправдата сите граници ги преминаа. Тој ден кога ќе издогледаат ангелите, тогаш нема да има радост за злосониците и ангелите ќе говорат, вам ви е целосно забранет рајот, и ние ќе пристапиме кон делата нивни кои ги правеле и во прав и пепел ќе ги претвориме. Жителите на рајот тој ден најдобро живеалиште и најубаво одморалиште ќе имаат. А на денот кога небото ќе се расцепи и од него облак ќе се појави и кога ангелите сигурно ќе се спуштат, тој ден вистинската власт ќе биде само кај Семилосниот, а тоа ќе биде мачен ден за неверниците. На денот кога насилникот прстите своји ќе ги гризе говорејќи камо среќа со пратеникот на вистинскиот пат да се придружев. Камо среќа тешко мене тој за пријател да не го земев. Тој од опомената ме одврати, откако ми беше прикажан, а сатаната секогаш човекот го става на цедило. Претеникот рече Господару мој, народот мој куранот го избегнува. Ние исто така дадовме злосторниците да му бидат непријатели на секој веровесник, а тебе Господарот твој ти е доволен како патувач и помагач. Тие што не веруваат велат, зошто куранот не му е објавен целиот одеднаш, а така се објавува за со него срцето твое да го зацврстиме, и ние го објавуваме постепено. Тие нема ниту еден приговор да ти дадат, а ние да нема одговор и најубаво објаснување да наведеме. Тие што ќе бидат влечени на своите лица во пеколот, ќе бидат во најлоша положба и најдалеку ќе се талкаат. Ние на Мојсеј книга му дадовме и брат му Арон помошник му го направивме и рековме, отидете вие двајца кај народот кој доказите наши ги негира, и потоа тој народ потполно го уништивме. А и Ноевиот народ, кога пратениците за лага ги обвинуваа, го потопивме и на луѓето како поучен пример го направивме, а на насилниците страдање болно им подготвивме. И на Ад, и на Семут, и на жителите на Рес, и на многу народи помеѓу нив.
На сите примери за поука им наведувавме и потоа се сосема уништивме. А тие поминуваат низ градот на кој се срушил кобен дожд, зарем не го гледаат, но сепак не го очекуваат проживувањето. Кога ќе те видат, те исмејуваат, дали е ова тој што Господ го испратил како пратеник, за малку од божествата наши да не одврати, но ние верни им станавме. А кога ќе доживеат страдање, ќе дознаат кој далек од вистинскиот пат заталкал. Кажи ми ти мене, дали ќе му бидеш чувар на тој што сраста за свој Бог ја зел? Мислиш ли дека повеќето од нив сакаат да слушнат или дека настојуваат да сватат? Тие се како добиток, дури подалек од вистинскиот пат заталкале. Зарем не гледаш како Господарот твој сенката издолжува, а да сака ќе ја стави да мирува, а потоа направивме сонцето да ја води, а потоа малку по малку кон себе си ја привлекуваме. Тој ноќта ви ја направи покривка, сонот ви го направи одмор, а денот за движење. И тој ги испраќа ветровите како радосна вест, како претходници на милоста своја, и ние од небото чиста вода спуштаме. За сонија веќе мртвиот предел да го оживееме и мноштвото добиток и мноштвото луѓе кои ги созадовме да ги напоиме. А дождот ние го расподелуваме меѓу нив за да размислат, а повеќето луѓе одбиваат се освен неверувањето и неблагодарноста. Да сакаме во секој град ќе испратевме некого да опоменува, затоа не отстапува им на неверниците и со куранот бори се против нив со голема борба. Тој две морења едно покрај друго остави, едното питко и сладко, другото солено и горко, а меѓу нив преграда и невидлива брана постави. Тој од водата ги создава луѓето и прави да се роднини по крв и по сватовштина. Господарот твој е мокен за се. Наместо Господ тие ги обожуваат тие што не се во состојба никаква корист да остварат, ниту од нив некаква штета да отстранат. Неверникот е сатански помагач против неговиот Господар, а ние тебе ти испративме само радосни вести да носиш и да опоменуваш. Кажи, за ова од вас не барам никаква награда, освен тој што сака да појде по патот кој води до неговиот Господар. Ти потпри се на живиот, кој не може да умре, и величај го и заблагодарувај му, а доволно е тоа што гревовите на рабовите своји добро ги знае, тој што за 6 временски периоди небесата и земјата и тоа што е меѓу нив ги создаде, и тогаш над аршот се возвиши, тој е семилосниот, и за него прашај го тој што знае. А кога ќе им се каже, поклонете му се на седжа на семилосниот, тие прашуваат, а кој е семилосниот? Зарем да се поклонуваме ничкум само поради тоа што ти ни наредуваш, и уште повеќе се оттуѓуваат. Благословен нека е тој што на небото големи звезди создаде и на него светилка даде и месечина осветлена. Тој прави ноќта и денот да се менуваат, тоа е поука за тој што сака да размисли или сака да биде благодарен. А робови на семилосниот се тие кои по земјата мир нодат, а кога незналците ќе им се обратат, одговараат мир. И тие кои ги поминуваат ноќите пред Господарот свој, поклонувајќи му се на седжда и стоејќи. И тие кои велат, Господару наш, поштеди не од страдањето во пеколот, затоа што страдањето во него е навистина неминовна пропаст. Тој е лошо престојувалиште и живеалиште, и тие кои кога даваат не се расфрлаат и не се скржави, туку при тоа се држат до средината. И тие кои што покрај Господ на друг Бог не му се молат, и тие кои што Господ ги забранил не ги убиваат, освен кога правдата бара, и кои не прават блуд, а кој тоа го прави, ќе искуси казната. Страдањето на оној свет двојно ќе му биде, и во него вечно понижен ќе остане. Освен тие што ќе се покајат и ќе поверуваат и добри дела ќе прават, Господ нивните лоши дела во добри ќе ги смени, а Господ простува и милостив е. А тој што ќе се покаја и добри дела ќе прави, тој на вистина на Господ искрено му се вратил. И тие кои не присуствуваат прилагаат и неделата, и кои додека поминуваат покрај безделништвото, поминуваат достоинствено. И тие кои кога ќе бидат опоменати со доказите на Господарот свој, ни глуви ни слепи не остануваат. И тие кои велат, Господару наш, подари ни во жените наши и во децата наши радост, и направи не предводници на богобазните. Тие поради тоа што го трпеа, со одаи рајски ќе бидат наградени и во нив со поздрав и благослов ќе бидат дочекувани. Во нив вечно ќе останат, а какво прекрасно престојувалиште и живеалиште се тие. Кажи Мухамед, Господ не би ви подарил внимание да не е вашето обожување. Вие негиравте и неминовно ве чека страдањето. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Ова се ајети од книгата Јасна,
Зарем ќе се уништиш себе си затоа што тие не сакаат да станат верници? Кога би сакале, ние од небото еден знак би им пратиле пред кој тие своите глави би ги наведнале. И ним не им доаѓа ниту една нова опомена од Всемилосниот, а од неа да не се вртат. И тие не гираат, а ќе им дојдат вести за тоа за што се исмејуваја. Зарем тие не гледаат како правиме од земјата да никнуваат разновидни благородни растенија? Навистина во тоа има знак, но повеќето од нив не веруваат. А Господарот твој навистина е силен и милостив. А кога Господарот твој го повика Мојсей, оди кај народот насилнички, народот на фараонот, за да се исплаши од Господ. Тој рече: Господару мој, се плашам тие да не ме обвинат за лага, да не ми стане тешко на душата и јазикот, да не ми се сплетка, па подај му пратеништво и на Арон, за да ми помогне. А тие за мене обвинение за злодело имаат, па се плашам да не ме убијат. Нема, рече тој, одете двајцата со доказите наши, ние со вас ќе бидеме и ќе слушаме. Одете кај фараонот и кажете: ние сме пратеници од Господарот на световите. Дозволи им на синовите Израилови да дојдат со нас. Зарем не те одгледавме додека беше дете и зарем толку години од својот живот не помина меѓу нас, рече фараонот. И ти го стори неделото кое го стори и згора на тоа си неблагодарен. Јас тогаш тоа го сторив, а бев во заблуда, рече. А од вас избегав затоа што од вас се плашев, па Господарот мој мудрост ми подари и пратеник ме направи, а за добродетелството за кое ми го префрлаш, да не е тоа што синовите Израилови робови ги направи. А кој е Господарот на световите, запраша фараонот? Господарот на небесата и на земјата и на тоа што е меѓу нив, ако цврсто верувате, одговори тој. Слушате ли, им рече фараонот на тие околу себе, Господарот ваш и Господарот на вашите дамнешни предци, рече Мојсей. Пратеникот кој ви е испратен, навистина е луд, рече фараонот. Господарот на истокот и на западот и на тоа што е меѓу нив, ако разбирате, рече Мојсей. А фараонот рече: ако освен мене признаеш некој друг за Бог, сигурно во зандана ќе те фрлам. Зарем и тогаш кога нешто очигледно ќе ти донесам, запраша тој. Па дај го, ако вистината говориш, рече фараонот. И Мојсей го фрли својот стап, кога тој вистинска змија и раката своја ја извлече, кога таа за тие што ја гледаа бела. Тој е навистина вешт магепсник, им рече фараонот на главешините околу себе. Сака со својата магија од земјата ваша да ви изведе, па што советувате? Остави ги него и брат му, рекоа, а во градовите испрати собирачи. Сите вешти магепсници ке ти ги донесат. И магепсниците во одреденото време и во означениот ден се собраат. А на народот му беше кажано: сакате ли да се соберете, да бидеме со магепсниците, ако тие бидат победници? А кога дојдоа магепсниците, го запрашаа фараонот: дали за нас навистина ќе има награда ако бидеме победници? Да, одговори тој, и тогаш сигурно ќе ми бидете најблиски. Мојсей им рече: фрлете го тоа што сакате да го фрлите. И тие ги фрлија жињата своји и стаповите своји и рекоа со моките на фараонот: ние сега го ќе победиме. Потоа Мојсей го фрли својот стап кој одеднаш го проголта тоа што тие лажно го изведоа. Волшебниците тогаш, поклонувајќи се на земја, се фрлија и рекоа: ние веруваме во Господарот на световите, Господарот на Мојсей и на Арон. Зарем му поверувавте нему пред јас да ви дозволам? Извика фараонот. Тој е вашиот учител, тој ве научил на магепсништво, а вие ќе запомните. Ке ви ги сечам вашите нозе и раце на крст и сите ке ве распнам. Ништо страшно, рекоа тие. Ние на Господарот свој ке му се вратиме. Ние се надеваме дека Господарот наш гревовите ке ни ги прости затоа што сме вистински верници и ние му објавивме на Мојсей: тргни во нокта со робовите мои, док ќе бидете гонети. И фараонот по градовите испрати собирачи: овие се навистина мала група и тие навистина не разгневуваат. А сите ние сме внимателни. И ние ги изведовме од градините и реките, од ризниците и од дворците восхитувачки. Ете така беше и ние дадовме тоа да го наследат синовите Израилови и тие кога сонцето изгреваше ги стигнаа и кога едни со други се видоа, другарите на Мојсей повикаја: на вистина не стигнаа. Нема, рече тој, Господарот мој е со мене, тој патот ќе ми го покаже. И ние му објавивме на Мојсей: удри со стапо свој по морето, и тоа се раздели, секоја негова страна беше како голема планина. И ние тогаш другите таму ги приближивме, а Мојсей и сите што беа со него ги спасивме, потоа тие другите ги потопивме.
Тоа е навистина поука и повеќето од нив не беа верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И кажи им ја веста за Авраам, кога таткото свој и народот свој ги запраша, што обожувате вие? А тие одговорија, ги обожуваме киповите и вез ден им се молиме. Тој им рече, дали тие ве слушаат кога им се молите, или дали можат да ви користат или наштетат? Не, одговорија, но ние запомнивме дека предците наши така постапуваа. А дали гледате, запраша тој, дека тие кои вие ги обожувате и кои ги обожувале предците ваши се навистина мои непријатели, освен Господарот на световите, кој ме создаде и на вистинскиот пат ме упати, и кој ме храни и пои, и кој кога ќе се разболам ме лечи, и кој животот ќе ми го одземе, и кој потоа ќе ме оживее, и кој копнам за тоа грешките мои на судниот ден да ми ги прости. Господару мој, подари ми мудрост и придружи ме кон добрите. И направиме по-добро да ме спомнуваат тие што по мене ќе дојдат. И направиме еден од тие кои рајските благодати ќе ги наследи. И на татко ми прости му, тој е еден од заталканите. И не посрамотувајме на денот кога луѓето ќе бидат оживеани, на денот кога никакво богатство, а ни синовите нема од корист да бидат. Само тој што кај Господ со чисто срце ќе дојде, спасен ќе биде. И рајот на богобојазните ќе им се приближи, а пеколот на заталканите ќе им се укаже. И ќе им се каже, каде се тие што ги обожувавте, освен Господ? Можат ли тие да ви помогнат? А можат ли и себе си да си помогнат? Па тие и кои во заблуда ги донеле, во него ќе бидат фрлени, и војските на паднатиот Луцифер, сите заедно, и тие карајки се во него ќе зборуваат, се колнеме во Господ, навистина бевме во очигледна заблуда, кога со Господарот на световите ви изедначувавме, а на лошиот пат не заведоа само злосторниците, па немаме ни заземач, ни близок пријател, ние само да се вратиме, па да станеме верници. Тоа е поука, но повеќето од нив не се верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И народот на Ное ги сметаше пратениците за лажни. Кога братот нивен, Ное, им рече, како тоа да не се плашите од Господ? Јас сум ви сигурно поверлив пратеник, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. За ова од вас не барам никаква награда, мене Господарот на световите ќе ме награди, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. Тие рекоа, како да те послушаме кога најниската класа на луѓето следи? Јас не знам што прават тие, рече тој. Сите пред Господарот мој да знаете сметка ќе полагаат. А јас верниците нема да ги избркам, јас само јавно опоменувам. Ако не престанеш, о Ное, рекоа тие, сигурно ќе бидеш каменуван. Господару мој, рече тој, народот мој за лага ме обвинува. Па ти мене и ним пресудини, а мене и верниците кои се со мене спасине. И ние него и тие што беа со него во натоварен брод ги спасивме, а останатите ги потопивме. Тоа е поука, но повеќето од нив не се верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И јад ги сметаше пратениците за лажни, кога братот нивен Худ им рече, како тоа да не се плашите од Господ? Јас сум ви сигурно поверлив пратеник. Затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. За ова од вас не барам никаква награда, мене Господарот на световите ќе ме награди. Зашто на секоја височинка, забавувајки се, палати зидате и градите тврдини како вечно да ќе живеете, а кога казнувате, казнувате како насилници. Плашете се од Господ и бидете ми послушни. Плашете се од тој што ви го дарува тоа што го знаете. Ви дарува добиток и синови, и градини, и извори. Јас навистина се плашам за вас од страдањето на големиот ден. Тие рекоа, нам ни е сеено, ако не советуваш или не советуваш. Вака веруваат древните народи и ние нема да бидеме измачувани. И тие продолжија за лага да го обвинуваат, па ние ги уништивме. Тоа е поука, но повеќето од нив не се верници. А Господарот твој е навистина силен и милостив. И Семут ги сметаше пратениците за лажни, кога братот нивен Салих им рече, како тоа да не се плашите од Господ? Јас сум ви сигурно поверлив пратеник, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. За ова од вас не барам никаква награда, мене Господарот на световите ќе ме награди. Зарем мислите дека тука ќе бидете оставени безбедни? Во градините и меѓу изворите, во посевите и меѓу палмите со плодовите зрели, вие во планините многу вешто куки клесате, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни, и не слушајте ги наредбите на тие што во злото претеруваат, кои на земјата ред не воспоставуваат, туку неред. Тие рекоа, ти си само магепсан,
Ти си човек како и ние, затоа донеси едно чудо ако е вистина тоа што го зборуваш. Еве, тоа е камила, рече тој. Еден ден таа ќе пие, а во другиот ден вие. И не правете никакво зло, за да не ве стигне страдањето на големиот ден. Но тие ја заклаа и потоа се покајаа. И ги стигна казната. Тоа е поукано повеќето од нив не се верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И Лотовиот народ ги сметаше пратениците за лажни, кога братот нивен Лот им рече, како тоа да не се плашите од Господ, јас сум ви сигурно поверлив пратеник, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. За ова од вас не барам никаква награда, мене Господарот на световите ќе ме награди, зашто вие покрај целиот свет имате односи со мажи. А жените своји кои за вас Господарот ваш ги создал, ги оставате. Вие сте луѓе кои секоја граница на злото преминувате. Тие рекоа, ако не престанеш, о Лот, сигурно ќе бидеш протеран. Јас се згрозувам од тоа што вие го правите, рече тој. Господару мој, сочувај ме мене и семејството мое од казната за тоа што тие го прават. И ние го сочувавме него и семејството негово, сите, освен старицата, која остана со тие што казната искусија. А потоа останатите ги уништивме, спуштајки врз нив дожд, а страшен ли дожд за тие што беа предупредени. Тоа е поукано повеќето од нив не се верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И жителите на Еика ги смета пратениците за лажни. Кога Шуајб им рече, како тоа да не се плашите од Господ, јас сум ви сигурно поверлив пратеник, затоа плашете се од Господ и бидете ми послушни. За ова од вас не барам никаква награда, мене Господарот на световите ќе ме награди. На литарот правилно мерете и не скусувајте, и на вагата со исправна мерка мерете. И на луѓето правата нивни не им ги намалувајте, и безредие по земјата не правете, и плашете се од тој што ве создаде и вас и народите дамнешни. Тие рекоа, ти си само магепсан, и ти си само човек како и ние, за нас ти си вистински лажливец. Затоа спушти врз нас парче од небото ако вистината зборуваш. Господарот мој добро знае што правите вие, рече тој. И тие продолжија да го обвинуваат за лага, па ги стигна казна од темниот облак, а тоа беше ден на големата казна. Тоа е поукано повеќето од нив не се верници, а Господарот твој е навистина силен и милостив. И Куранот сигурно е објава од Господарот на световите. Поверливиот Гаврил го донесува на срцето твое за да опоменуваш, на јасен арапски јазик, тој е спомнат во книгите на претходните пратеници. Зарем на овие не им е доказ тоа што за него знаат учените луѓе на синовите Израилови, а да го објавуваме на некој неарап, па тој да им го чита, повторно во него не би поверувале. Ете така ние во срцата на грешниците внесуваме, тие во него нема да веруваат се додека не го видат ни издржливото страдање, кое одеднаш ќе им дојде, кога најмалку ќе го очекуваат, па ќе речат, ќе ни се даде ли малку време, па зарем тие касната наша избрзуваат? Што мислиш, ако ние им дозволиме со години да уживаат и на крајот ги снајде заканата, зарем ќе имаат нешто сладкиот живот кој го поминувале? Ние ниту еден град не разурнавме пред да им дојдат тие што ги опоминувале, за да примат поука. Ние не бевме неправедни. Куранот него донесуваат демони. Незамисливо е тие да го прават тоа. Тие не се способни за тоа. Тие никако не можат да го прислушкуваат. Затоа покрај Господ не му се моли на друг Бог, за да не бидеш еден од тие што ќе бидат мачени. И опоминувај ги своите најблиски роднини. И биди љубезен кон верниците кои те следат. А ако не те послушаат, ти кажи, јас немам ништо со тоа што вие го правите. И подпри се на силниот и милостивиот, кој те гледа кога сануваш. И твоето наведнување меѓу тие кои чинат сечта, бидејќи тој навистина се слуша и се знае. Дали да ви известам кому му доаѓаат демоните? Тие му доаѓаат на секој лажливец, грешник, тие прислушкуваат, а повеќе лажат. А заведениот ги следи поетите. Зарем не знаеш дека тие во секој говор навлегуваат и дека го говорат тоа што не го прават? А така не говорат само тие што веруваат и добри дела што прават, и кои често Господ го спомнуваат, и кои возвраќаат на навредите, а насилниците сигурно ќе сознаат во каква мака ќе се вовлечат. Во името на Бог, се милостиви. Ова се ајети од Куранот и книгата Јасна, упатство и радосна вест за верниците, кои молитвата извршуваат и зекат даваат, и кои во оној свет цврсто веруваат. На тие што не веруваат во оној свет, ние им ги прикажуваме како убави постапките нивни, па тие талкаат. Нив ги чека злобна казна, а на оној свет ќе бидат сосема изгубени. А ти навистина го примаш Куранот од мудриот и сезнајниот, кога Мојсей му рече на семејството свое, видов оган, ќе ви донесам оттаму вест некаква, или ќе ви донесам разгорен оган, за да се загреете. Некој кога му се приближи го повика, нека се благословени тие што се наоѓаат на местото на кое е огнот и тие околу него, и нека е славен Бог, Господарот на световите. О, Мојсей, јас сум Господ, силниот и мудриот.
фрли го својот стап, па кога го виде дека се движи како да е брза змија, тој се оддалечи и не се сврти. О, Мојсеј, не плаши се, пратениците кај мене не треба од ништо да се плашат, а на тој што грев ќе направи, а потоа злото со добро дело ќе го замени, на вистина ќе му простам и милостив ќе бидам. Стави ја раката своја во пазувите своји, ќе се појави бела, но нема да биде болна. Ќе биде едно од 9 знаци за фараонот и за народот негов. Тие се навистина народ грешен, непослушен. И кога знаците наши јасно им дојдоа, тие рекоа, ова е вистинска магија. И тие неправедни и арогантни ги негираа, но во себе веруваа дека се вистински, па погледај како завршија интригантите. На Давид и Соломон знаење им дадовме и тие говореа, му благодариме на Господ кој не одликуваше над многуте верници робови своји. И Соломон го наследи Давид и рече, о, луѓе, дадено ни е да ги разбираме птичјите гласови и се што ни е дадено, ова е на вистина, вистинска благодат. И му се собраа на Соломон војските негови, джините, луѓето и птиците беа собирани па водени. И кога стигнаа до долината на мравките, една мравка рече, о, мравки, влегувајте во живеалиштата своји, за да не ве прегази Соломон и војските негови, а тоа и да не го забележат. И тој се насмеа гласно на зборовите незини и рече, Господару мој, вдахни ми да бидам благодарен на благодатта Твоја, која ми ја укажа мене и на родителите мои, и да правам добри дела за задоволството Твое, и внеси ме со милост Своја меѓу добрите робови своји. И тој изврши смотра на птиците, па рече, зошто не го гледам пупунецот, одсутен ли е? Ако не ми донесе разумно оправдување со тешка казна, ќе го казнам или ќе го заколам. Не помина многу време, а тој дојде, па рече, го дознав тоа што ти не го знаеш. Од Саба ти носам поверлива вест. Видов една жена како владее и дека се и се што ја е дадено, а има и величествен престол. Видов дека таа и народот нејзин на сонцето му се клањаат, а не на Господ. Сатаната им ги прикажал убави постапките нивни и од вистинскиот пат ги одвратил, па тие не знаат да го најдат вистинскиот пат, за да му се клањаат на Господ, кој го белоденува тоа што е скриено на небесата и на земјата, и кој го знае тоа што го криете и тоа што јавно го изнесувате. Господ е, нема друг Бог освен Него, Господарот на аршот величествен. Ке видиме, рече Соломон, дали ја зборуваш вистината или не. Однеси го ова мое писмо, па фрли им го, а потоа оддалечи се малку од нив и погледни што ќе ти одговорат. О, големци, рече таа, мене ми е доставено едно писмо вредно за почит. Сигурно е од Соломон и сигурно е во името на Господ семилосниот, милостивиот. Не правете се поголеми од мене, туку дојдете да ми се покорите. О, големци, рече таа, советувајте ме што треба во овој случај да сторам. Јас без вас ништо не сакам да одлучам. Ние сме многу силни и храбри, рекоа тие, но ти наредуваш, па размисли што ќе наредиш. Кога царевите ќе освојат некој град, рече таа, тие го разоруваат, а неговите угледни жители ги прават понижени. Ете така постапуваат. Ќе им испратам еден подарок и ќе видам со што гласниците ќе се вратат. И кога гласникот излезе пред Соломон, овој му рече, зарем со богатство мене да ме придобиете? Тоа што Господ мене ми го дал е подобро тоа што вам ви го дал. Вие му се радувате на тоа што ви се дава. Врати се кај нив, ние ќе донесеме војски на кои нема да може да им се спротистават и ќе ги протераме од Саба понижени и покорени. О, големци, кој од вас ќе го донесе нејзиниот престол пред да ми дојдат како муслимани? Јас ќе го донесам, рече Ифрит, еден од джинните, пред да станеш од своето место. Јас сум за тоа силен и доверлив. А јас ќе го донесам, рече тој што го имаше знаењето од книгата пред да трепнеш сокото. И кога Соломон виде дека престолот е веќе пред него поставен, извика, ова е благодат од Господарот мој, кој ме искушува дали благодарен или неблагодарен ќе бидам. А кој е благодарен, во своја корист е благодарен. А кој е неблагодарен, па Господарот мој е независен и благодарен. Смени го изгледот на незиниот престол да видиме дали ќе го препознае или не. И кога таа дојде и беше кажано, дали е ваков престолот твој, како да е тој, извика таа, а нам пред неа ни беше дадено знаењето и ние сме муслимани. А за да не верува исправно, неа ја спречија тие кои таа покрај Господ ги обожуваше. Влези во дворецот и беше кажано, кога таа го погледна помисли дека е длабока вода, па го крена фустанот, разоткривајќи ги своите нозе. Овој дворец е поплочен со сјајно стакло.
Рече тој, господару мој, извика таа, јас историв насилство на себе си и во друштвото на Соломон му се предавам на Бога, господарот на световите. А на семут му го пративме братот негов Сарих, само Господ обожувајте го, а тие се поделија во две групи кои меѓусебно се препираа. О, народе мој, им говореше тој, зошто го барате злото пред доброто? Зошто не барате прошка од Господ за да ви се укаже милоста? Ние те сметаме тебе и тие што се со тебе за кобен предзнак. Рекоа тие, вашиот кобен предзнак е кај Господ, рече тој. Вие сте народ кој е ставен на искушение. Во градот имаше 9 мина кои по земјата не ред, туку неред правеа. Заколнете се во Господ, рекоа, дека во ноќта него и семејството негово ќе го убиеме, а тогаш на неговиот најблизок крвен сродник ќе му кажеме, ние не присуствувавме на убиството на семејството негово, ние на вистината ја говориме. И смислуваа сплетки, па и ние, но тие тоа не го чувствуваа. Па погледни каква беше последицата на сплеткарењето нивно, ги уништивме сите, и нив и народот нивен. Ете ги куките нивни, пусти се поради неправдата која правеа, тоа е навистина поука за народот кој знае. И ги спасивме тие што веруваа и кои од Господ се плашеа и од гревовите се чуваа. И Лот го пративме, кога му рече на народот свој, зошто правите разврат јавно едни пред други? Зарем навистина со страст им приоѓате на мажите, наместо на жените, вие сте навистина народ кој не знае. А одговорот на народот негов гласеше, избркајте го семејството на Лот од вашиот град. Тие се чисти и невини луѓе. И ние го спасивме него и семејството негово, сите, освен сопругата негова. Ние одредивме таа да остане со тие кои касната ќе искусат и пуштивме врз нив камен дожд, а страшен ли дожд за тие што беа предупредени. Кажи, благодарноста му прибега на Господ и нека е мир на тробовите негови кои тој ги одбрал. Кој е подобар, Господ или тие кои нему му ги здружуваат? Тој кој небесата и земјата ги создаде и кој од небото ви спушта дожд, со чија помош ние даваме да позеленат градините прекрасни. Невозможно е вие да направите да израснат дрвјата нивни. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Не постои, но тие се народ кој други со него изедначуваат. Тој кој земјата за живеалиште ја направи и низ неа реки спроведе и на неа стабилни планини постави и две мориња прегради. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Не постои, туку повеќето од нив не знаат. Тој кој на човекот кој е во неволја, кога ќе му се обрати, му се одсива. И кој злото го странува и кој на земјата едни со други ве сменува. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Колку малку размислувате. Тој кој во темнините на копното и на морето патот ви го покажува и кој ветровите како радосна вест пред милоста своја ги испраќа. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Господ е високо на тие кои му ги здружуваат. Тој кој од ништо создава се, кој тоа повторно ќе го направи и кој снабдувањето од небо и од земјата ви го дава. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Кажи, докажете ако ја зборувате вистината. Кажи, никој освен Господ, ни на небото, ни на земјата, не го знае гајбот. И тие не знаат кога ќе бидат оживеани. Зарем тие за оној свет знаат нешто? Ништо. Тие се сомневаат во него, тие се слепи спрема него. Неверниците велат, зарем кога ќе станеме земја и ние и предците наши на вистина оживеани ќе бидиме? Ова уште одамна ни се ветува и нам и на предците наши, а ова се само измислици на древните народи. Кажи, патувајте по светот и видете како завршиле злосторниците. И не тагове поради нив, и нека не ти биде тешко во душата поради сплетките нивни. Кога веќе еднаш ќе се оствари тоа ветување, ако вистината говорите, прашуваат тие. Кажи, сигурно ќе ве стигне нешто од тоа што го избрзувате, а Господарот твој е неизмерно добар кон луѓето, но повеќето од нив не се благодарни. Господарот твој добро го знае тоа што градите нивни го кријат и тоа што јавно го изнесуваат. Нема ништо скриено ни на небото, ни на земјата, а да не е во книгата јасна. Овој Куран на синовите Израелови најмногу им кажува за тоа за што не се согласуваат, и тоа е навистина упатство и милост на верниците. Господарот твој по правдата своја ќе им пресуди, тој е силниот и сезнајниот. Затоа потпри се на Господ, затоа што ти навистина ја следиш јасната вистина. Ти не можеш, Мухамеде, мртвите да ги повикаш, ни глувите да ги довикуваш, кога со грбовите ќе се завртат. Ниту можеш слепите од заблудата нивна да ги одвратиш. Можеш само да ги повикаш тие кои во зборовите наши веруваат. Тие се предани. И кога ќе дојде времето тие да бидат казнети, ние ќе направиме од земјата да излезе едно животно кое ќе им каже дека луѓето во доказите наши не биле уверени. А на денот кога од секој народ ќе собереме куп од тие што доказите наши ги негираат, тие ќе бидат собирани
па приведувани. И кога ќе дојдат, тој ќе запраша: дали вие доказите мои ги негиравте, не размислувајќи за нив, или што правевте? И нив ќе ги стигне казна затоа што беа насилници, па нема да можат ни збор да изустат. Зарем не видео дека ноќта ја направивме за вонја да одморат, а денот видлив? Тоа се навистина докази за народот кој верува. А на денот кога во рогот ќе се дувне, па смртно ќе се преплашат и тие на небесата и тие на земјата, освен тие кои Господ ќе ги поштеди, сите понизно ќе ми дојдат. Ти ги гледаш планините и мислиш дека се неподвижни, а тие се движат како што се движат облаците. Тоа е дело на Господ, кој се совршено создал, тој навистина го знае тоа што го правите. Тие што ќе направат добро дело, ќе добијат голема награда за него и од стравот на судниот ден ќе бидат поштедени. А тие што ќе направат зло, во огнот на глава ќе бидат турнати. Јас примив заповед да го обожувам само Господарот на овој град, кој тој го направи свет, а се му припаѓа нему. И наредено ми е да му бидам послушен. И куранот да го кажувам: тој што ќе оди по вистинскиот пат, невистинскиот пат е за свое добро, а на тој што е во заблуда, ти кажи му: јас само опоменувам. И кажи му, Хамеде, благодарност му припаѓа само на Господ, тој знаците своји ќе ви ги покажи, па вие ќе ги познаете, а Господарот твој не е немарен код тоа што го правите.